Почитувани корисници, во ова видео ќе представиме пример за онлайн аплицирање за една отворена активна мерка од страна на невработено физичко лице. До порталот на AVRSM се пристапува преку основната веб страна av.gov.mk со избирање на копчето e-работа или пак директно преку линкот. Со избирање на копчето Најавете се, системот ве пренасочува до системот за единствена најава ЕИД. ЕИД е електронска идентификација која го докажува идентитетот на граѓаните при аплицирање за електронски услуги. Повеќе детали и информации за начинот на креирање на ЕИД профил може да најдете на следниот линк. Откако ќе се најавите, добивате преглед на своите податоци евидентирани во AVRSM, своите тековни и претходни работни места и така натаму. Со избирање на табот Активни мерки од почетната страна, ви се прикажува соодветниот модул од системот со преглед на јавните огласи за активните мерки. За полесно пребарување и пристап до конкретен јавен оглас, можете да ги бирате според наслов, група, според тоа дали огласот е активен и дали за огласот има онлайн аплицирање. Го избирате копчето онлайн аплицирање и ви се прикажуваат огласите за кои може да аплицирате онлайн. Во овој пример ќе аплицираме на активната мерка практикантство. Апликација може да се поднесе директно од листата на огласи со притискање на копчето Поднеси пријава. На стрелката до самото копче може да се видат детали за јавниот повик и пак директно преку јавниот повик може да се поднесе пријава. Во оваа форма, во горниот дел се прикажани сите чекори за оваа активна мерка, низ кои мора да минете за да аплицирате за мерката. Во пријавата треба да ги внесете следните податоци: центар за вработување, целна група, контакт имејл адреса, контакт телефонски број. Откако уредно ќе ја пополните формата, со клик на копчето Прегледај пријава се генерира документ Пријава за учество во активната мерка. Во овој документ можете да ги прегледате податоците кои претходно сте ги внеле и доколку се е во ред да ја поднесете пријавата со клик на копчето Поднеси пријава. Во спротивно, пријавата може да се откаже со клик на копчето Откажи и повторно да се пополни. Доколку ги исполнувате сите услови за активната мерка, процесот на аплицирање на пријавата ќе продолжи кон следниот чекор – Пополни прашалник. Во овој чекор ќе треба да одговорите на прашањата за да преминете кон следен чекор. По пополнување на прашалникот со внесување на соодветна вредност во полињата, треба да кликнете на копчето Зачувај. Со ова ќе ви се отвори можност да минете кон следниот чекор, односно копчето Следен чекор ќе стане активно. Со клик на копчето Следен чекор, преминувате кон чекорот Доставете изјава. Тука задолжително мора да го прикачите, односно генерирате документот од тип изјава од физичко лице, за да го комплетирате процесот. Овој документ може да се изгенерира само во случај кога пријавата ќе биде одобрена. Во секој чекор може да се видат деталите на пријавата со избирање на копчето Детали на пријавата. Има преглед на внесените податоци, на пополнетиот прашалник, а исто така и доколку постојат прикачени документи. По успешно поднесената пријава ќе добиете нотификација за поднесена нова пријава за активна мерка, а пријавата ќе премине во статус Поднесена пријава. Неа може да ја видите преку делот Известувања или пак со кликање на звончето веднаш до името на апликантот. Ви посакуваме успех!